Општина Струмица донесе одлука за субвенционирање на неплатен долг кон комуналец на семејствата од општина Струмица со посебен социјален статус. Што значи таа одлука? Општина Струмица ќе трансферира 36 милиони денари до комуналец од Струмица, со кои пари треба да биде избришан веќе доспеан неплатен долг на граѓаните на територијата на општина Струмица. Се работи за вкупно околу 3000 семејства кои што спаѓаат во посебна категорија на граѓани со посебен социјален статус. Оваа одлука важи за следните семејства. Семејства во чиј состав има самохран родител. Семејства во чиј состав има член на семејството со траен инвалидитет од било кој карактер или било кој степен на инвалидност, потврден со медицинска белешка. И за семејства во чиј состав има најмалку 2 полнолетни члена, а имаат приход по основ на вработување или пензија само еден член или ниту еден член. Односно семејства кои што имаат ниту еден вработен, ниту еден пензионер или само еден вработен или само еден пензионер. Ова одлука важи за овие 3 категории на видови на семејства од општина Струмица. Се разбира, овде има и дополнителни ограничувања за кои семејства кои што спаѓаат во овие категории не важи одлуката. Одлуката не важи за оние семејства кои што имаат повеќе од 1,5 хектар или 15 декари квалитетно земјоделско земјиште од прва и втора категорија. Не важи за оние семејства кои што имаат втор стан, втора куќа, втор деловен простор, заради тоа што најверојатно генерираат приход по основа на дополнителен имот кој што го имаат. И не важи за семејства кои што имаат годишен приход, вкупно сите членови на семејството, поголем од 200.000 денари. Значи за оние семејства кои што месечно влегува не повеќе од 16.666 денари, важи. Сите оние кои што имаат приход поголем од 16.666 денари, не важи оваа одлука. Овие работи ќе бидат спроведени во 2 фази. Првото бришење ќе биде не подоцна од 31. јануари 2012 година, а второто бришење ќе биде не подоцна од 31. август 2012 година. Во првото бришење ќе имаме околу 18 милиони денари избришен долг на вакви семејства. Ако бројката е некаде околу 3000 семејства, тоа значи на сите 3000 семејства кои што спаѓаат во оваа категорија на семејства, линеарно ќе им биде избришен долг од 6000 денари. 3000 семејства по 6000 денари се 18 милиони денари. Линеарно еднакво за сите. Тоа значи дека дополнително бришење од некој приближно пак 18.000 денари ќе се случи на почетокот на вториот дел од наредната година, јуни-јули или до крајот на август 2012 година. Уште некои дополнителни 6.000 денари. Односно, ако некој е веќе отужен за 12.000 денари, тужбата ќе биде намалена за 6.000 денари. Она кое што сакам исто така да го појаснам е дека комуналец, согласно овие одлуки, ќе носи конечната одлука за бришење на долгот на ваквиот тип на семејство. Таа процедура може да почне веднаш 8-миот ден од објавувањето. Значи, самата процедура ќе почне непосредно 4 дена пред Нова година. Целта е навистина да на граѓаните и пред Нова година, и пред божикните празници, и пред многу други верски празници кои што доаѓаат, им помогнеме во време во кое што навистина е тешко да се обстојува, а знаејќи дека 2012 година е најавена како уште потешка и од 2011 година.